Почитувани, постојат сериозни сомнежи дека функционери на СДСМ, експратеници, градоначалник, советници, општински мокници, начело со Зоран Заев се дел од злосторничко здружување кој на штета на буџетот на државата и спротивно на закон го зголемуваат својот имот и вртат милиони. Драган Ѓоргиев, поранешен пратеник од времето на Зоран Заев, и Атанас Јанушев, негов ортак, кој преку фирмата Канабис Про се помеѓу првите 10 кои што добиле лиценци за марихуана од Зоран Заев, изградиле фабрика, објект за кој што постојат сериозни сомнежи дека е изграден спротивно на закон и при тоа е оштетен и буџетот на Македонија. Ѓоргиев и Јанушев легализираат објект кој во моментот кога го пријавиле како изграден воопшто не постоел. Тие двајца во февруари 2018 година преку геодетско друштво од Битола почнуваат со изработка на геодетски елаборат за објект кој што во тоа време не постои, а за кој имале архивски број од општината во Босилово, каде што побарале легализација уште во 2016 година. На 16 април 2018 година, неполни 2 месеца по купувањето на празна нива, двајцата членови на мафијата на Зоран Заев, Драган Ѓоргиев и Атанас Јанушев, регистрираат фирма за бизнис со марихуана Канабис Про. Следува за 1 месец по отварањето на фирмата, елаборатот геодетски да е завршен, значи на 15 мај, на 31 мај решението за легализација минува низ Општинскиот совет, на 1 јуни градоначалникот на Босилово, Зоран Зимбаков, подпишува, а наркобизнисот на мафијата добива легален објект. Јавното обвинителство мора да отвори случај против геодетското друштво кое го изработило елаборатот за објектот, кој што во тоа време не постоел, но и за Ѓоргиев и Јанушев како собственици на овој објект. Дополнително, истрагата мора да се прошири и кон градоначалникот и одговорните лица во општина Босилово, како и кон советниците и урбанистичкиот сектор, за кој што постои сомнеж дека воделе двојно книговодство и во 2016 година во архивската книга на општината оставале празни бројчиња, празни места. Ѓоргиев и Јанушев го изиграле и законот за земјоделско земјиште и законот за легализација на дивоградби. Оштетен е буџетот на Македонија и општината Босилово. Ова почитување е злосторничко здружување, кое на крај е наградено со лиценца за производство на марихуана. Бараме јавното обвинителство, наместо да се занимава со политички притисок врз опозицијата, да почне да работи согласно закон и да ја расветли оваа шема на злосторничко здружување. Криминалот, мафијата и владата се едно исто во Македонија и мора да паднат. Или мафијата, или Македонија. Ви благодарам.